Добро вечер, драги пријатели, на некој добар сон. Вечера прво ќе разговаруваме со глобалната политичка сцена. Го видовте насловот, Зеленски мерзко издрибла, а Трамп ја меси Велика Британија. Малку е чуден, може би насловот за мене, кој професионален аналитичар образован, многу едноставен, провиден. Што се случува? Под притисок на Велика Британија, наводен, така да кажеме, САД, особено Германија прво, и дозволи на Украина да го користат Таурус, мислам да ги користат нивните ракети Таурус. Сие ракети можат да управуваат само германци и во договор меѓу Мерс, канцеларот на Германија, и Володимир Зеленски, веднаш потоа дојде негирање, после тоа е постигнат договор. Дојде од заменик или помошник, или вице канцелар, да кажеме, на Германија, дека Мерс се избрза во изјавите. А зошто го тоа кажа? Веднаш по тој договор, 2 дена по тој договор, од Москва спаса одговор, ако Таурус ракетите тргнат кон Москва или кон Русија, Берлин ќе гори. Веднаш потоа дојде изјавата на вице канцеларот на Германија дека канцеларот Мерц избрзал и се избрзал во изјавите. Но интересна работа кога Германија пристана да се користи Таурус, значи автоматски со тие ракети ќе раковат германски војници и стручњаци, а не украински кои, да кажеме, не се обучени за нив и плюс тоа е домет повеќе од 30 км. Американците до 30 км дават, значи треба да донесеш си тие ракети до границата на Русија па да га идеш ватре. Буквално кажано, или само граничните области. И што го прават сега украинците. Инаку интересна работа, Зеленски така добро игра улогата, поточно по нотите на Владимир Путин, што е повеќе за мене од комично, што никој не го разбира. Фактички дека има и трагични последици. Нек на сите, посебно западната штампа, стана на нога кога видело скоро дронови летаа кон Москва и наводно погодена една фабрика за дронови. Тоа е веројатно во празните случна експлозија. А се со Зеленски го прави со договор за да може Русија да има причина после да одговара. Иначе Зеленски самиот му помага на Владимир Путин да Украина капитулира, со тоа би се спасили сами од себе. Во еден период, мислам многу пати кажа во моите анализи дека чак и Владимир Путин му ветил азил, се јавно кажа, ако сака, дека може Русија да дојде. Он и у Шпанија има вила, Египет, така да. Исто ви кажа дека Захарова, која е потправил на Сергеј Лавров, и која е министр за надворешни работи на Русија, го прашаше Илон Маск дали поседува 60 милиарди во кеш. Не добил одговор. Илон Маск пред Трамп да дојде на власт имаше околу 270 милиарди во акции. Тесла фабриката е негова и така натаму, но со пробај на кинеските електроавтомобили Тесла почна да паѓа, а интересно, он беше дел од демократите. И застана позади Трамп и така Трамп доби. Со инвестираше, мислам, во неговата кампања. Овој му додели и државна функција, но самиот Илон Маск кажа дека мора да се посвети на својот бизнис, но пак ќе биде тука во државниот сектор.
Иначе, втора работа доаѓа веќе заканите од Русија. Оно што го јас зборам веќе 3 години, кој добро памти, дека војната ќе заврши во Одеса. Русија вела вака. Значи, војната со овие провокации од Украина, викам во наводници, и на Зеленски, ќе падне Црноморско брак, значи Николаев, Одеса, Харков, значи ќе паѓат Харков и Одеса, тука е Николаев. Значи, веќе нема излаз на море. Зборам за Азовската Украина, ќе нема и на Црно море. И со тоа ќе биде заштитена и Русија. А Одеса е една голема главна лука, на која неа гради Катерина Велика. Тоа никош не би, тие области никош не били украински. Еве, не знам, добро, во минатото видео не знам колку е познавате историјата. Прво, дали имало кнежество, не сум сигурен, киевско, но Русија и Киев го сметат татко на руските градови. И од тука започнува градење на Руската империја или царство, како се кажете. Инаку, за прв пат, инаку пред тоа да кажам, сум кажал многу пати, дека Украина била и под полска, литванска власт, не знам по шведска дали била. Значи се менја, она никогаш не била како држава, осим, можеби, не сум сигурен, како кнежество киевско. И што се случува на прв пат станува држава Октомврската револуција, евреинот Ленин, кој доаѓа, иначе британски шпион, преко Германија со блиндиран воз, и ја зима Украина, ја прави република и како 10-та на СССР и како подписник. И што прави? На Украина ги го веднаш подарува Донбас и Одеса тој дел. А подоцна Хрушчов 56 година, мисля дека беше, кој е украинец, потекло, ја одзима од Руската Федерација и од Русија, Крим и го подарува сето нормално во рамките на СССР на Украина. Така овие што велиме агресија од Крим, не, тоа се руски историски територии и на тоа се иде на враќање. Единствено што не е руска историска територија, тоа е Галиција, а со Галиција, тука е Лал, е направена голема грешка. Ја многу пати кажа во моите анализи, уште еден од советниците на Романови, на Николај мисля беше, му рекол никош да не ја зазима Галиција, бидејќи тоа ќе помогне да се распадне империјата. Таа грешка ја прави 39-та Сталин, која со Хитлер делат Украина, и Чешка, мислам, дека беше се го прашање, не сум сигурен дали се збор. А знаеме веќе кога почна војната, од Галиција се формира дивизија, која е пред Сталинград, и прави се таа дивизија од Галиција проблеми во Полска, убивајќи многу пољаци, не само тоа. И сега се работи, кажа, навраќање на историските територии, а Трамп многу интелигентно е мести Велика Британија. Зошто мести Велика Британија? Ве кажав да се добар начин треба да познавате историјата. САД беше еден воеден период под колонија на Велика Британија, а во нивното ослободување од Велика Британија помогна Русија. Инаку не затоа го слава 4 јули ко ден на независност од Велика Британија. Трамп сега оди на рушење на Велика Британија и најверојатно со договор со Си Џинпинг, лидерот на Комунистичката партија или нормално лидерот на Кина. Како го прави тоа?
со Си Џинпинг ги поделија Британската империја. Значи не беше случајно Трамп што изјави, дека Канада ќе ја припои и Гренланд, Гренланд е подаска, иако може, не знам дали Русија има таму војна база, не ми да се збор. Таа е мала територија, мислам голема територија, полна со сировини, но дали има ни техника за вадење на тие сировини, тоа е прашање. А многу е фрлено Канада, бидејќи преку Канада и со Алјаска се спојуваат, а Канада е полна со ресурси. Ова игра и со сака и Трамп да се врати сад на политичка сцена, пардон, не помагат многу санкциите. Кина црста заставна за Русија. Значи, доминацијата на САД бил исто како што Черчил имал за време на Втората светска војна преговорите, каде беа главни Рузвелт и Сталин. Се главни на сцената се Путин и Си Џинпинг, собедено сега со економскиот пораст на Кина, збораме и за електроавтомобили, за многу други работи. Она престана малбице дронови да испорачува на Украина, на Русија ги испорачува, чак и погон направи тамо, ви кажува минатата видео анализа. Чак и на западните земји више компоненти не извезува. Он има огромно трžište во. И нарочито кај Владивосток, кој некогаш бил кинески, да се разбереме, меѓу СССР и Кина имало една или две војни, не сум сигурен, и од таа војна Владивосток ја одземе од Кина. Кога кинејци се обидува околу 1956 година да влезат во СССР, во целата шума со 150.000 војници изгореа, никој уште тогаш не знаеше со какво оружје СССР располагала. Инаку Русија или СССР, уште добија Вселенската војна, први изградија Вселенска станица Мир, вида дека тешка за одржување се рушија, и оние изградија меѓународната Вселенска станица, каде со нивни ракети се патува. И во секоја смена има по еден руски научник. Кина се обиде да изгради своја вселенски станици, но на два пати и паја. Но да се вратиме на темата, да ме малку зажал трагикомично, ги напуѓе Зеленски, иако е време по потекло, он не случайно јавно изјави веќе првиот ден 2022, на 24 февруар кога започна конфликт, го нареком конфликт, некој века инвазија, не, не може да биде инвазија на своја територии. Тоа би се било кон нас, македонците, некој да не осуди, како агресори, ако влеземе да си ја вратиме Пиринска и Егејска Македонија. Тоа е исто е и начин кој се Русија да осудувате што сака да си ги врати своите историски територии. Толку за сега, Зеленски одлично игра, одлично дрибла и така умешно, е уште еден пример, ви кажам, од тоа негово дриблање, бара во исто време преговори трилатерални, значи он, Трамп и Путин, а од друга страна бара од САД и Европа да се зголемат санкциите кон Русија. И за какви преговори? Значи, не е чудо што играше у комедии, но никој не го разбрал, значи одличен глумец е. Тега и мијат го издивла, британците одамна ги издивла. Ќе биде интересно. Инако, драги пријатели, што се однесува за Велика Британија, ја многу пати кажа, оно што мисли Путин, Медведев зборува, он кажа две работи. Првата, кај нас се некои историски непријатни са Велика Британија и Полска. Што значи? И Трамп ја мести Велика Британија,
Велика Британија може да биде избришена од лицето на земја. Но Трамп може да сака војна со Кина, тогаш може да бидат погоди од Северна Кореја, например, или од Кина или од Русија. Зошто? Кога би вратили на Северна Кореја, автоматски би било директна војна нуклеарна со Русија и со Кина, бидејќи Северна Кореја се граничи со двете земји, а Северна Кореја и Русија, Руската Федерација, имат стратешки договор за одбрана. Инаку, за кредитот, многу ме викав, кога ќе кажеш колку е поголем кредитот, кажи нешто за Македонија, мислам со Велика Британија, кредитот ќе биде само во еден случај поголем, ако побрзо се повлечат парите, а Русија го направи оно што го зборува Медведев. Мислам, не го сакам тоа некој, Велика Британија, ако биде избришено, кој што зборуваат моите визии и моите анализи, што нема да се точни, Велика Британија, значи ќе не остане спомен од Велика Британија, тоа ќе си го плати долгот кој Македонија, со напал бомби 49-та што ги бомбардираше македонците во егејскиот дел на Македонија и добро се ќаваме од Рачиново во блендирање во автобусите, не блендирање, ама затвемети, кога британски инструктори се извлекува од Рачиново. За дека не, се прослави тоа, ние го просивме, но што и како ќе биде со кредитот, или позајмицата, ви советувам на владата ако го правите договор, да се направи со добар грејс период, поради глобалната ситуација во светот што се случува. Драги пријатели, оние си ме желба да ги следат моите видео анализи, значи објективни, без да не за некој, кој образован аналитичар, треба на копчето на YouTube да претплатите се или subscribe, а може да ме следите и на Instagram, окринички, како и на TikTok. Ви посакувам убав сум, веќе пиете, со Бога напред, Македонија пред се.